успешен тим со пласманот во плей-офот. Вардар како тим кој по пауза од 6 години доаѓа до шампионската круна. Еве напад на Вардар, 4-4. Еве можност, Јанкулов и автогол! Води Вардар 1:0. Да видиме кој е автор на автоголот, дали е тоа Јети. Се радуваат фудбалерите на Вардар, Цветковиќ и Омер Агич, двајцата напаѓачи со комитите на западниот дел од стадионот во Скопје на арената Тодор Проески. Јанкулов нафрли. А да видиме кој е играчот кој запиша автогол, тоа е Јети. Проблеми со повеќе падови отколку успони, па оваа сезона е она вистинската, шампионската. И еве сега нова можност за 2:0. Голчиште на Закарич. 36-та минута, 2:0 Закарич. И слави со комити таму на западниот дел од арената Тодор Проески за Горан Закарич, 11-ти гол, 4 против Шкупи. Поеде против, тоа е јасно. Ево и од овој агол. Има или нема контакт, еве го тој момент, напред и назад. Виктор Васев е оператор на снимките за прегледување. Да видиме. И пенал за Шкендија. Да видиме. Двата одбранети пенали на Јанкулов. Има многу енергија. Јанкулов. Убав центар шут. И еве можност
И отвора! Тоа е Николов, 3:0. Николов. Голгетерска реакција, 81 минута, асистира Јанкулов. Каков меч за Вардар против Шкендија. Гоце Седловски и вардарци да заклучиме. Вардар со стил, со 3:0 ја порази Шкендија и стави печат на 12-тата титула во дуелот на новиот и стариот шампион, во меч во кој Шкендија имаше своји шанси во надпревар, во кој тетовчани тргна со обидите на Мазари и Лјатифи, а потоа по акцијата на Јанкулов, Ајетовиќ запиша автогол, а Закарич во 36-та минута зголеми на 2:0. По вториот дел Шкендија доби пенал во 68-та минута по стартот на Најдовски врз